Многу пати имам повторено дека желбата да правам видеа на YouTube кај мене се јави во периодот пред избивањето на корона лудилото. И дека никогаш мојата намера не беше да бидам глас на совеста која се буни против официјалниот наратив. Идејата ми беше нешто друго. Нешто што попатно го заборавив. Од друга страна, во текот на мојот живот секогаш духовноста ми се доближувала во најразлични форми. Секогаш нудејќи ми рака за потпора и тоа што е најчудно, токму во моменти кога сум доаѓал до работ на Амбесот. И ако не била таа невидлива духовна рака, одамна ќе бев во Амбесот. Во овој период, контемплирајќи се што ме обкружува, контемплирајќи го светот, луѓето и собитијата, се повеќе станувам свесен за гласот на оваа универзална духовна сила. И се повеќе сум сигурен дека колку повеќе го слушам тој глас, толку повеќе треба да ги пренесувам неговите зборови кон моите ближни, припадниците на човековата раса. И токму овде, мојата намера да создавам видеа на YouTube и таа универзална духовност се испреплетуваат меѓусебно во една целина. Дали некогаш сте се загледале во јасно ноќно небо, осипано со планети, звезди и галаксии? Небо кое од време на време го параат метеорити што согоруваат во допирот со земјината атмосфера, а понекогаш ни го нуди спектаклот на комети во поминување. Секогаш кога го гледам звезденото небо, ме обземаат мисли кои се неописливи со зборови. Чувства што ниеден поет досега ги нема воспеано. И спокојство, доволно тивко за да можам да ја чуем најтивката тишина. Ми се чини тогаш, во такви мигови гласот на бескрајниот универзум, лазејќи под вревата на овој нервозен свет, ми подшепнува дека јас и тој сме едно. Вистина си велам, легнат на плеките на Земјата, која е една од помалите планети во овој сончев систем. А нашето Сонце е мала звезда во една од помалите галаксии наречена од нас Кумова слама или Млечен пат. Знаејќи колку сум мал во непосредниот физички свет и колку тој од своја страна е мал во космички рамки, сваќам дека физичката големина всушност е небитна и дека делот е минијатурна реплика на целината. А со самото тоа, јас и универзумот сме едно. На ист начин и вие и универзумот сте едно. Организираната религија секогаш е обид да се приграби универзалната духовност и да се кондензира во материјална догма, чија цел е единствено оддалечување од универзалните вистини и држење на поединецот и колективитетот во робство и подчинетост. Универзалната религија нема потреба од догми, храмови или свештеници. На начин на кој јас немам потреба од посредник помеѓу мене и мојот Бог, зашто и тој и јас сме дел и целина. На ист начин на кој Атман е дел кој преку инкарнациите и преживувањето на искуства се враќа кон својата целина наречена Брахман, исто како изреката на Хермес Тримегистос, како горе така долу. На ист начин како и библиското, и го создаде Бог човекот по образот свој. Знаејќи го ова, реалноста што се открива пред нашите очи како да сака да не соочи со другата страна на нештата, односно голата екзистенција и материјалниот свет кој се повеќе наликува на затвор одошто на живеалиште. Да, така е. Но тоа веќе не е онаа тишина за која зборував претходно, туку вревата на овој свет, неговата чисто материјалистичка вибрација. Незиното постоење е неминовно и нужно. За да го препознаеме доброто, злото е нужно. Како што впрочем се во универзумот има свој спротивставен сопарник. Светло-темно, топло-ладно, машко-женско. Која е таа сила која е спротивна на универзалната божествена сила? Тоа е опишано во моето видео Kill them all, God will know his own.
односно владетелот на материјалниот свет, богот Демиург. За овој Демиург, човештвото во различни епохи имало различни имиња. Затоа јас овде ќе се задржам на гностичкото Демиург, а вие ќе си одберете име што вам ви е најсоодветно. Овој Демиург, уште во зората на цивилизацијата, има воспоставено свој систем на владење. Бидејќи од секогаш Демиургот се наоѓа на врвот или во центарот на овој систем, тој наликува на пајакова мрежа гледан по хоризонтала или уште подобро како пирамида гледано во вертикала. На самиот врв, односно центар, е самиот Демиург. Но ако почнеме од таму, тешко ќе можеме да го разбереме ширењето на оваа мрежа, односно градењето на оваа невидлива пирамида. Затоа ние ќе тргнеме од самата периферија, односно од самиот темел на пирамидата. Темелот на пирамидата сме ние, луѓето, огромното мнозинство на овој свет. Нашето живење од самите почетоци на цивилизацијата е организирано во општество. Ова општество има своји институции и обично човечкиот апарат со кој се градат и управуваат овие институции е од бирократско-политичка природа. Политичкиот систем низ вековите се менува. Не заради потребата и желбата на обичниот човек за промени на подобро, туку само заради унапредувањето на начините на владење, односно развојот на подобри технологии од страна на владеачките структури. Нормално таквите промени ние редовно во историјата ги учиме како унапредување на статусот на обичниот човек. Не е така. Тоа секогаш било само унапредување на методите, додека резката граница меѓу елитите и масата секогаш останувала. Денес, системот не убедува дека живееме во демократија, која е пропратена со либерален капитализам и слободен пазар, еден вид на дарвинизам пресликан во општествените односи. Но, дали е така? Јас велам дека не е. Сушност, ние неосетно сме влезени во еден систем кој е совршен хибрид на неколку системи кои беа експериментирани во последните 150 години. Така што пред да ви дадам конечен опис на овој хибриден систем, дозволете накратко да ви ги изанализирам компонентите од кои е составен. Демократија во модерна смисла се подразбира представничка демократија. Институцијата избори е темел на овој тип демократија, каде народот на непосредни избори ги избира своите институционални представници, во прв ред парламентот, а во некои држави претседателот на државата. Останатите институции, пример владата, се избираат посредно преку парламентот. Во овој систем биваат избрани они кои го поседуваат мнозинството. За да се добие тоа мнозинство на избори, кандидатите треба да се прифатливи за самото тоа мнозинство, што подразбира дека во најдобар случај се медиокритети. Изборите како такви се идентични на едно трговско наддавање, а за да може да се покаже што подобро политичката понуда, самите кандидати се врзуваат со одредени центри на финансиска моќ, кои можат сето тоа да го финансираат. Или уште похрабро кажано, овие центри на финансиска моќ сами создаваат нивни кадри кои ги облекуваат во оддела на политичари и преку панагирот наречен избори легално ги поставуваат во институциите на системот. Затоа, ако после секои избори се чувствувате изневерени од политичката опција што сте ја гласале, имајте во вид дека тие пред да ветат нешто на народот во кампања, ветиле нешто на нивните финансиери. Обично тоа нешто е во спротивност со јавниот интерес. Како и да е, институцијата избори не е секогаш комплетно контролирана, при што минорни политички сили од време на време се појавуваат во парламентите, а кои се чини дека грижата за ветувањата малку посериозно ја имаат сватено. Со нив системот се справува попатно. Демократијата како политички систем обично оди паралелно со капитализмот како економски систем, каде она што се нарекува слободен пазар теоретски би требало да представува единствен контролор на економските односи. Овој систем е присутен одамна, а не само од периодот на првата индустријска револуција па наваму, како што официјалната историја учи. Присутен е и во антиката и во средниот век, а од периодот на Ренесансата зема сериозен замав,
за да во периодот на првата и втората индустријска револуција го достигне својот зенит. По тој зенит сведоци сме на појавата на хиперкапитализам. Ако капитализмот е систем во кој се гради силна средна и висока класа, хиперкапитализмот ја брише средната класа присоединувајќи ја со ниската, додека од друга страна создава мала група на ултра богати поединци. Овој хиперкапитализам многу добро се отсликува во синтагмата на Џон Ди Рокефелер. Конкуренцијата е зло. Овој хиперкапитализам чии што родоначалници, покрај споменатиот Рокефелер, се и Карнеги, Морган, Форд и сличните ним, денес го наоѓаме во форма на корпоратизам. Ако некој е компетентен да даде дефиниција за фашизмот, тоа е секако Бенито Мусолини. Според него, фашизмот представува спрега меѓу силна авторитарна држава и корпорацијска моќ. По државниот удар во 1922 година, Мусолини ја превзема власта во Италија и како неприкосновен владетел останува до 1943 година. Неговиот пример го следат повеќе држави во Европа, вклучително и Германија, каде нацистите во 1923 прават државен удар по угледот на италијанските фашисти. Овој удар во Минхен од 1923 година е неуспешен. Но по само една деценија, Хитлер и нацистите, овој пат преку институциите на системот, ќе дојдат до власта во Германија. Подоцна, преку постепено отстранување на останатите политички сили и по смртта на председателот, Хитлер се прогласува за фирер, односно сеопшт владетел, а Националсоцијалистичката работничка партија на Германија, како единствена, станува носител на новата Германија, односно нацистичкиот Трет рајх. Силната спрега со корпоратистичката моќ, оличена во големиот индустријски комплекс, како во Италија, но пред се во Германија, останува основа на овој систем. Потеклото на капиталот на тие корпорации, од кои добар дел постојат и денес, е материјал за друго видео, додека желбата за тотална контрола, неограничено освојување за приграбување на светските ресурси, овој економско-политички систем светот го втурнува во најголемата кланица на човештвото, односно Втората светска војна. Денес фашизмот и нацизмот се забранети, токму од тие причини. Затоа внимавајте. Повампирениот фашизам обично за себе ќе каже дека е антифашизам. Комунизмот исто така подразбира силна авторитарна влада. Единствената разлика е што кај нацифашизмот носител на авторитарната влада е нагласената национална супериорност, додека во комунизмот авторитарната власт како носител ја има пролетерската, односно работничката класа. Погледнат од близу и самиот комунизам содржи мала елита на врвот наречена Централен комитет, која има идеолошка предодреденост за неприкосновено владење, што ќе рече нема друга партија освен комунистичката. Единствената разлика, ако може да се нарече разлика, е во сопственоста на капиталот, кој формално правно е општествен, но де факто е во државна сопственост. Држава во која рековме ексклузивната власт ја има една партија, а со тоа и ексклузивното располагање со капиталот. За падот на дел од комунистичкиот блок беше потребно подолго време, за да кон крајот на 20 век тој се сруши под сопствената тежина. Ова рушење на овој нагласен колективистички систем, базиран на класна идеологија, беше резултат на нефункционалноста на прегломазната машинерија за контрола, од која имаше потреба самиот систем. Се сруши советскиот комунизам, а со него и комунизмот во сите источноевропски земји, додека остана да функционира во земји како Куба, Северна Кореја, Виетнам и пред се во Кина. А самата Кина ќе ни биде одлична илустрација за системот во кој моментално се наоѓаме сите ние. Овој систем, како што реков на почетокот, се уште се нарекува демократија, односно капитализам. Но бидејќи имаме нешто различно, кое се уште не е именувано, јас му дадов
Едно логично име. Дистопизам. Овој е системот кој го живееме денес. Личи на демократија, затоа што системот на избори и гласање се уште е основа преку која се избира власта. Но самата контрола на тоа кој ќе биде избран и кој ќе биде спонзориран одамна е во рацете на веќе споменатите хиперкапиталисти, односно корпоративната моќ. Моќ која одамна е транснационална. Овој систем го има хакирано изборниот процес, кој денес е сведен на лош театар. Во овој лош театар политичарите се сведени на глумци кои треба да одиграат одредена улога по веќе зададено сценарио. Тоа го гледаме кај оние политичари кои случајно или намерно ќе излезат надвор од сценариото и ќе направат нешто на своја рака. И како казна за тоа, обично завршуваат лошо. Дури и казната за непослушните политичари е дел од театрот, за да обичниот човек верува дека сепак имаме функционален систем, додека обично не ја забележуваме наградата за послушните глумци кои се држат до сценариото, дури и по завршувањето на нивните мандати. Најспецифична карактеристика на овој систем е честата неможност да се формираат политички влади, заради раскараноста на партиите или заради тесниот изборен резултат. И како резултат на ова, обично се формираат технички влади, кои немаат никаква изборна одговорност. Самите технократи обично се докажани експерти кои доаѓаат од големите центри на индустријска или финансиска моќ. И како такви спроведуваат мерки, закони и политики кои повторно се во служба на таа корпоративна моќ на која припаѓаат. Личи на фашизам, заради одземањето на индивидуалните слободи и права под изговори дека се неминовни за борбата против заеднички непријатели, како што се тероризам, коронавирус или климатски промени. Со вака одземените права, шареноликото општество на слободни индивидуи се претвора во послушна аморфна маса. Комунизмот го наоѓаме повампирен во создавањето на меѓународни организации или супер наднационални држави каква што е Европската Унија, во која имаме моќно централно тело налик на Централниот комитет, тело кое не е избрано од граѓаните на било какви избори. Ова тело носи закони и одредби кои по својата природа на меѓународни одредби имаат супериорна моќ над сите национални закони. Ова тело, претпоставувате, е Европската комисија. А споредбата со комунизмот и со Централниот комитет е најочигледна во називите што ги имаат членовите на оваа комисија, а тоа е комесар. Сега, ако се вратите на почетокот на видеото, ако се вратите кај демиургот, секако ќе се запрашате како овие работи се спојуваат во едно. Едноставно. Овде ви беше представена само најниската скала во системот на контрола што демиургот го има воспоставен. А тоа е политичкиот систем. Тоа е чадорот поставен тука над нас, над населението и целокупните ресурси на планетата. Ако го согледаме тој чадор и за момент го тргнеме, имаме шанси со погледот да допреме поблизу до небото. За повисокото скалило во вториот дел. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Секој добро.